Дали жените или мажите повеќе страдаат од анксиозност, искрено немам конкретна статистика, меѓутоа тоа што сме го забележале во терапијата, од тоа кој повеќе доаѓа, можеме да кажеме дека сепак жените почесто се обраќаат за помош поради симптомот на анксиозност. И мажи има кои што се обраќаат, меѓутоа мажите некако на друг начин се справуваат со тоа и обично мажите кои ќе се јават за терапија или ако се соочуваат со овој симптом, обично е момент кога веќе премногу е нагласен симптомот, но од друга страна жените малку порано се јавуваат, меѓутоа фактот е дека времињата и динамиките на партнерските односи на бракот е променет, значи не е веќе така како што било традиционално она што го знаеме од некогаш и често пати се случува да има конфликт меѓу партнерите. Например, има внатрешни конфликти во самите жени. Например, едно нешто што често го среќавам исто така е дека жените бараат од партнерите еднаквост. Да бидеме еднаквост, меѓутоа да бидеме еднакви во однос на тоа во домакинските обврски или во одржувањето на домот, меѓутоа кога ќе дојде време да се споделат финансиските обврски, некако тоа повторно жените го очекуваат од сопругот. И нели тука доаѓаме до лицемерието на еднаквоста, можеби, и сега ако нели ме гледаат гледачите и сето тоа, има многу такви што може и ќе се налутат од овој муабет, бидејќи не е осетлива темата. Меѓутоа фактот е дека оваа појава е честа кај жените, од друга страна, па тоа што се забележува кај мажите е дека веќе и тие самите не сакаат да го носат финансискиот терет. Се повеќе среќавам мажи и во пракса и општо и мои пријатели во животот, каде што сакаат нели жената да придонесува финансиски, особено бидејќи желбите и потребите на модерните луѓе се многу поголеми од тие што биле нели на традиционалните луѓе во минатото. Денеска луѓето не знам сакаат да одат повеќе на скапи патувања. Па не знам домот да изгледа вака или да изгледа така, па децата додат не знам во какви приватни градинки или училишта кои што се многу поскапи. Едноставно често пати еден човек не може тоа сето сам да го обезбеди за семејството, туку потребно е на вистина двајцата партнери да партиципираат пред се и финансиски, не само во одржувањето на домот. Обично никогаш анксиозноста не е причина за развод, туку самиот процес на разводот може да доведе до симптомот на анксиозност, бидејќи самиот процес на развод е многу стресен. Некогаш може да биде многу стресен, меѓутоа сега некои луѓе го поминуваат нели полесно можеби тој период, се зависи од тоа каква е комуникацијата меѓу партнерите, колку лесно можеме да се разбереме за потребите во однос на тоа како сакаме нашиот живот да изгледа после разводот, меѓутоа има навистина тешки разводи. Ако обично се случува кај нарцисоидни партнери, кај партнери кои што имаат психопатолошка структура и каде што тоа е навистина оттежнато, и тие се тешки ситуации каде што треба да се случи разводот. Меѓутоа, анксиозноста кога потекнува од самиот однос меѓу партнерите, обично е бидејќи едниот партнер премногу ги шири своите потреби, ги расширува своите граници, а другиот за сметка на тугите потреби па премногу се тесни сами од себе. И не може да дојде човекот, личноста не може да дојде до израз. Кога премногу ќе се стесни, едноставно станува неиздржливо. И се појавува тој симптом на анксиозност, меѓутоа обично тој кој што е навикнат да ги стеснува своите потреби, да не комуницира за сето тоа, е поради страв. Поради страв да каже што сака, поради страв да побара нешто. Сега нели како се формирала таквата личност да го има тој страв да каже што сака, да побара, тоа веќе корените можеме уште у самото детство да ги бараме. Тоа се обично луѓе, жени или мажи независно кои што биле воспитувани на начинот нели дека треба да ги одложуваат постојано нивните потреби за сметка на потребите дали на родителите, дали на другите деца надвор и така натаму, се со цел личноста да остане во тоа едно социјално пожелно светло, да биде добра. Важно е да си добар, сите да те сакаат, да те почитуваат, важно е да бидеш добар човек, меѓутоа нели за сметка на тоа толку да бидам добар човек, на крај се случува она воздржување од себе, трпење и така натаму, потиснување и кое после го создава симптомот на анксиозност. Види искрено од тоа што од моето искуство и не само од професионалното искуство. Сите ние луѓето имаме некој свој живот и учиме од животното искуство. Тој идеален баланс не постои.
Работата у тоа што луѓето треба да разберат дека балансот е флуиден. Денеска можеме да бидеме 60-40, утре да бидеме 70-30, па 80-20, па 50-50. Значи, флуиден е тој баланс. Никогаш не може да биде статичен и да биде како нели ние се ќе го одржиме односот буквално 50-50. Едноставно, се треба да функционира по договор и нешто постои што се вика ситуациона логика. Значи, да се однесуваме како што ситуацијата тоа го налага. Ако денеска имаме ситуација кај што можеме да си дозволиме двајцата да бидеме себични, да се посветиме на потребите, супер. Меѓутоа може утре да се најдеме во ситуација каде што баш тоа не ни е дозволено. Значи, многу е важно да ја согледуваме ситуацијата и луѓето да бидат свесни дека ништо нема да се случи ако во дадениот момент не си ги задоволат потребите. Значи, можеме да ги одложиме тие потреби, ако не за денес, за утре или за некоја недела, а на крајот на криштата па и ништо нема да се случи ако се најдеме во ситуација одредени потреби да не ги задоволиме. Меѓутоа, тоа да не биде постојано, тоа да не биде секогаш. И модерната психотерапија, и модерната психологија денеска премногу се фокусира на задоволувањето на потребите, на тоа постојано да мериме сега. Нели, колку мене ми е задоволено нештото, па колку јас жртва сум направила, колку сум дала и сето тоа. Меѓутоа, во суштина е флуиден односот, никогаш не постои тој вистински баланс, колку што толку се тоа теоретизира и зборува.